Ромската заедница се соочува со голем број на проблеми во македонското општество. Дискриминацијата во нашето општество е длабоко вкоренето. Имаме случаеви на расизам, дискриминација скоро во секој поле. Да не зборувам за сегрегацијата во основните училишта, која што за жал ни е во пораст веќе во неколку општини. За нас всушност е доказ за нашата работа, за тоа што имаме постигнато, а морам да кажам дека покрај толку резултати повторно можеби ова е само една капка во океанот, бидејќи заедницата се соочува со многу голем број на проблеми. Меѓутоа, од друга страна, ни дава на некој начин поголема одговорност дека уште многу повеќе треба да направиме. Со оваа награда, од тоа што можев да видам на социјалните медиуми, самата заедница смета дека Соединетите Американски држави ни се сојузник во борбата за подобро утре на самата заедница. Тоа се делот со домување, здравство, образование и вработување, меѓутоа и да не го забораваме делот со расизам, односно дискриминација, со која што ромската заедница со децении историски се соочува, не само во нашата држава, туку генерално и во Европа. За жал, состојбата на ромската заедница е се уште иста како и во изминатите 30 години. Многу малце е направено, односно има некое поместување само во делот на образование, од започнувањето на декадата на роми, па донесовме како држава уште 2 стратегии, така да само во тој дел има некое поместување и тоа е сепак благодарение на стипендиите кои што се доделува во средно образование, и тоа повторно дојде како поддршка од страна на дворешни донатори, односно во тоа време Ромскиот образовен фонд, финансиран од Ѓорѓ Сорос, кој што подоцна нашата држава го презема како јавна политика, па така сега имаме поголем напредок само во овој дел. Инаку морам да кажам дека благодарение на стипендирањето, голем број на генерации уствари се појавија, кои што успешно завршија високо образование и магистерски студии. Се донесовме во некоја ситуација во општеството да секој гледа за себе и многу се малку лицата кои што всушност даваат поддршка. Најчесто соработуваме со оние групи кои што на некој начин се наоѓаат на иста или слична позиција како нашата заедница. Така да генерална поддршка доаѓа од нивна страна. И морам од тука да упатам апел дека мислам за ваков тип на прашања со кои што се соочува заедницата и другите маргинализирани заедници во општеството, треба да има поддршката од целокупната, од сите граѓани, бидејќи на крајот на краиштата живееме тука и допринесуваме во ова општество. Така да на секој треба да му е од корист тоа да ја извлечеме самата заедница од ситуацијата во која што се наоѓа.